Та историјата е памет 1910 година, кога под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените. И на неа е одлучено да се одбележува меѓународниот ден на жената, но при тоа без да биде утврден датумот. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1910 година, за веќе следната на 19 март. Меѓународниот ден на жената да се одбележува на повеќе од милиони луѓе, и тоа во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. Еден век подоцна се уште се дебатира за правата на жените, нивниот статус и улогата во современото општество. Утрово оваа тема ја отвораме со новинарката, писателка и активистка, која што гласно говори за унапредувањето на родовата еднаквост. Добро утро за почитуваната Ана Јовковска и добре ни дојде во Македонија наутро. Добро утро. Никако најдраго ми е, Ана, кога токму на оваа тема ние се среќаваме во студиото 3 на Македонската телевизија, затоа што има навистина многу што да кажеш. И секогаш кога се подготвувам за разговор на темата, ми тикнува на еден дамнешен статус кој што го прочитав на социјалните мрежи, а го напиша ти, да не погрешам, вака вели. Овој значаен меѓународен ден го започнав со запршка на шпоред во 6 сабајле, потоа следуваше една тура алишта за перење, па околу 7 ја пуштив на најакот седалката, блендерот и другите помагала, за од 9 да можам да почнам со работа, дека ова другово не беше работа. И се јавувам на другарка ми да ја честитам, таа вели од 3 по полноќ сум будна, се разбуди детето, моравме да играме до 6, бидејќи супругот продолжил да спие, бидејќи е на работа, нели? Да живее родовата рамноправност, формално освоена, реално сонувана. Она што ме интересира, што години подоцна се промени и во однос на запршката и во однос на родовата рамноправност? Има уште неколку работи плюс што ги направив утрово пред да дојдам да бидам гостинка во вашата емисија. Се промени ли нешто? Дополнително шетав и кучето требаше денеска да го прошетам пред да стигнам на оваа емисија, а потоа и да го фатам денот со професионалните работни обврски во Институтот за македонска литература, така што мислам дека ништо не е променето. Ние само како хрчакот, онаа слика на хрчакот кој се врти во своето тркалце, или Сизиф со каменот, постојано што го тркала, мисля че ни така перпетуираме и жените и мажите во овој свет кој постојано посакуваме да биде порамноправен, поправеден. Бидејќи позицијата на жената во општеството одразува какво е вистински едно општество, демократско, рамноправно. Сите сакаме да живееме во похуман свет и во поправеден, каде што ќе има помалце наследство, помалце силеџиство. Патриархатот всушност го поддржува тоа. И ние кога зборуваме за правата на жените, сосема погрешно е што се мисли дека го вперуваме прстот кон мажите, наоѓајќи и нив како главниот виновник. Ние зборуваме за разбивање на патриархалната матрица, на таа конзервативна општествена решетка, како да кажам. Да, сакаме ли ние да се промени нешто во однос на нашиот статус? Секако, секако. Јас лично би сакала овие статистики кои сега ќе ви ги покажам за некое време да бидат science fiction, да не се реалност, бидејќи реалноста вели дека жените ден денес зборуваме за во урбани средини, значи не зборуваме само за руралните средини. Во еден, како да кажеме, цивилизиран свет, 18 пати повеќе време поминуваат на миење на садови, на пример, во домот. 9 пати повеќе време на готвење, 12 пати повеќе време на чистење на домот, 3 пати повеќе време на грижа на децата и така натаму, нели? Сите постојано велиме, ама ние жените се можеме да направиме, женската работа нема крај, мултитаскингот, бла бла бла. Тој мултитаскинг создава и стрес и анксиозност. И многу е важно родовите улоги да бидат важна тема за разговор. Многу е важно да сватиме дека женската работа не смее да нема крај. Дека ние во домот имаме една втора смена, она што се нарекува неплатен труд во домот. И генерално, глобално, значи глобални статистики покажуваат дека со овој прогрес ако одиме и до 2050 година, значи зборуваме за 25 години од сега, жените се уште ќе имаат 2 до 3 часа, например, повеќе работа во домот. И сега домот е само еден пункт, да речеме, од рамноправноста за која што треба да зборуваме, така. Добро е кога жените сакаат да готват, ама тоа да е по собствена желба, да не е од принуда, да не е заради очекувањата на општеството или, не знам, затоа што мажот очекува таа секој ден да има направено супа и да го сервира ручекот на маса. Добро е кога обврските во домот се поделени во однос на грижата и на децата и на старите лица, бидејќи се уште жените се тие кои што доминантно се грижат за сите во сите семејни релации. 66% од оние кои што се грижат, без разлика дали се за возрастни лица или за деца, паѓа на жени. Формално имаме
Формално, усвоена родова еднаквост. Но кога веќе зборувавме и за сваќањата на луѓето, Ана, ете денеска се соочуваме со навистина спротиставени ставови и мислења. Дури имаме и жени од повозрастните генерации, свекарви и слично, кои што едноставно така ги учат снаите, така ги учат керките, дека мора мајки кои што така ги учат керките, дека мора да бидат починети, дека тоа така било некогаш, дека ако жената е починета на мажот, тоа е вистинско семејство, така се цени семејството и слично. За жал имаме и вери во светот кои што се уште многу ја подценуваат жената за нејзината улога во општеството. Ние имавме ситуација кога пративме песна на Евровизија во 2018 година, морам да ја споменам Тамара, и не беа коментарите само кај нас зошто сега се пее за жените дека треба да бидат горди и слично, кога ги имаат и ги уживаат сите права во светот. Јас ги читав коментарите. Не го велат тоа само жени од Балканот, за жал жени од високо развиените западноевропски земји. Сега чисто сакам одговор во контекст на ова што досега го зборуваме. Знаете како, едно е кога ќе речеме дека родовата еднаквост е формално освоена, законски поддржана, друго е тоа како се спроведува на терен. Така. Што тоа значи? Жените де факто имаат право денес да се образуваат, за разлика од времето на Вирџинија Вулф, кога таа во сопствената соба зборуваше за тоа дека ете што ќе се случи со гениот на Шекспир, ако Шекспир се родеше како жена наместо маж. Ќе се очекуваше од него да се омажи, да готви, да не се образува и да не може да ги реализира во пун капацитет своите, како да кажам, автентични потреби, можности и капацитет. И да не го даде својот придонес на... Ние денес формално ја имаме освоено таа слобода и еднаквост. Законот ги штити жените, ама на терен сликата е поинаква. Например, ние немаме доволен број на градинки, така? Едно од 4 деца е само згрижано во градинка. Во руралните средини таа слика е уште пострашна. Тоа значи дека во одреден период жените кои се мајки се исклучени од пазарот на трудот. Таа исклученост од пазарот на трудот прави две работи. Прво, економска независност, односно економска ранливост кај жените, тие стануваат зависни од своите сопрузи, на друг начин тие исто така се, како да кажам, дискриминирани на некој начин. Секоја дискриминација води до кршење на човековите права. И потоа има и теми кои што се многу потешки од ова, тоа е родово базираното насилство. Тоа е многу присутен проблем во животот на голем број жени. Значи, статистиките се фрапантни. Има многу жени токму заради тоа што се зависни, економски ранливи, остануваат во домот каде што постојано се млатени, дискриминирани, понижувани. И не само жени, и девојчиња. Статистики покажуваат дека и девојчињата не се чувствуваат, например, безбедни на јавен простор, дека има големо сексуално вознемирување, демнење и така натаму. Сега, мислам, не би одела дотаму да зборуваме и за големиот процент на фемициди. Затоа го поставив и така прашањето, ете, затоа ја споменав нашата евровизиска песна која што ја пренесе токму таа порака, а дел од жените беа гласни дека всушност тоа не е вистина, и затоа сакав да прашам како би дошле до на два фронта мора да се бориме. Едно е менталитетот, традицијата, очекувањата, како да кажам, родовите норми кои самото општество културолошки, да речеме, културата ги наметнува, а друго е системски преку институциите, законите кои што мора да ги штитат жените. Значи затоа велам, едно е како ние ги воспитуваме нашите керки и синови, а друго е како тоа и системот го поддржува. Современата македонска жена која што не поднесува законска и институционална неправда се помалку го признава утрешниот ден, односно одбележувањето, начинот на одбележување на утрешниот ден, поради комерцијализацијата на истиот, бидејќи често знаат, а и го читаме тоа на социјалните мрежи, многу жени да кажат дека апсолутно 8 март не значи подарок спакуван во целофан, туку разбирање и унапредување на движењето кое што е создадено како револт на статусот на жените во општеството. Да. Јас исто така сум на таа линија, си велам дека комерцијализацијата на 8 март само го разводнува значењето на овој меѓународен ден на жената, кој што во некои држави е дури и државен празник. Значи 8 март меѓународен ден некаде е државен празник. 8 март треба да не потсети дека се бориме за економски слободи и права, за социјални права, за политичка еднаквост. Не да ги пакуваме работите во светкав целофан, мислам. Знаете што ми значи некој да ми даде цвеќе, пластично цвеќе, свежо цвеќе, сеедно некаков подарок, или сега ги гледам овие постојано реклами пред 8 март кои што ги пуштаат големите компании. Апаратите за домаќинство на попусти, да. Секакви попусти на домаќински помагала,
и сето окей. Меѓутоа, сосема друга е причината зошто 8 март се прославува, односно треба да не подсети за борбата која што е постојано пред нас. Така. Вие сте едно од ретките кои не дава на себе, вели жена во која во сите битки оди фронтално, сите лузни гордо ги покажува, но едноставно ги лекува па тргнува во нови. Ана, имате ли впечаток дека сите жени го сакаат и целат кон истото? Како би се правеле промените доколку самите жени не се сигурни дека истите ги сакаат? Јас сум убедена дека нема жена што не сака да биде еднаква и слободна. Сега, исто така прашање е како жени кога доаѓаат на клучни позиции, значи лидерски позиции, без разлика дали е тоа во светот на бизнисот или во политиката каде што се работи за одлучувачки позиции, како самото општество наметнува дека треба да изгледа една жена лидер и кој е начинот на шефување практично кажам, не сега ќе банализирам малку, кој таа треба да го практикува. Ние се уште се водиме според грубоста и бруталноста и селеџиството и како да кажам тоа патриархално, насилно лидерствување, наспроти да речеме да ги вежбаме, да ги зголемиме нашите емоционални капацитети и лидерските работи, без разлика во кој сегмент станува збор, дали е тоа за во домот или е за во јавниот простор, јавната сфера, да ги правиме на еден, како да кажам, посуптилен, помудар, пообмислен, пообразован женски начин. И ќе се надоврзам на оно што го кажавте на почетокот, дека борбата за рамноправност во сите сфери на општественото живење мора да ја носиме ние жените, бидејќи најчесто кога се зборува за овој ден фокусот го ставаме а што вие мажите направивте. Паралелно, не, Кристина, паралелно, нема исклучување ниту на едните ниту на другите. Затоа ги споменувам колку сме ние важни во целата ова битка условно кажано, но праксата покажува дека истата не е ниту лесна, ниту едноставна. Сите жени во денешното издание на Македонија наутро ги прашавме дали тие победуваат во личната битка, победувате вие? Леле, не ми го поставувајте ова прашање. Каков одговор сакате сега, дипломатски? Реален, искрен. Како што те знаеме. Некогаш ми доаѓа да речам се за што теоретизирам бидејќи јас и на работа, нели мојата магистарска беше во родова област, докторатот кој што го подготвувам во рамки на книжевноста, филмот и популарната култура е повторно врзано со женски трауми, со родова еднаквост и така натаму. Мислам дека посилна ми е ова теоретскава страна, да не речам дури и демагогија, отколку она што е личната борба или интимниот живот. Ама човек треба секојдневно да се обидува, баш како што реков, камче по камче секој ден поместуваме, за да не изгасне надежта во еден подобар и похуман свет. Јас, извинете, сега се сетив, за овие интимни предизвици пишував и во книгата која што ми излезе пред 3 години, Емотивен талог, која што е издание на 3, баш и под насловот е таму приказни за женската кујна и таму низ една интимна призма, низ сопствената лична цедалка ги процедував сопствените фрустрации кои се чинам заеднички фрустрации на голем број жени. И затоа прашав дали по години нешто се промени. Сега подготвувам друг тип на книга која што треба да излезе до крајот на оваа година. Станува збор за стручна книга која што повторно ќе ги обработува овие теми, меѓутоа низ еден научен дискурс. А колку луѓето се подготвени да го читаат тоа? Каков е интересот за тоа што го пишуваш? Да се соочат, бидејќи на тој начин и се соочуваат? Мислам дека е добра таа емоционална идентификација која што им се овозможува на читателките и на читателите со оглед на тоа дека тиражите се добри, верувам дека голем број луѓе се заинтересирани тоа да го читуваат. Сега, нели, повторно од теорија во пракса, тоа е сосема друго прашање. И дискутиравме многу и за нас, дискутиравме многу и за мажите, нема така за да завршиме, оно што ме интересира. Што го учиш твојот син кога станува збор за оваа битка? Што сакаш тој да научи? Јас утрово кога го испратив моето 8-годишно дете во училиште, уште еднаш го потсетив дека момчињата и девојчињата не треба да се делат кога играат во прашање, бидејќи доминантна таа возраст, момчињата играат фудбал и тој ми вели: "Ама мама, девојчињата не знаат да играат фудбал." Не сте им дале шанса, односно тие нели самите сметаат дека спортот не е за нив. Дури и родителите, 30% од родителите сметаат дека спортот, например, не е важен за девојчињата.
И кога влегуваат девојчињата во пубертет, голем број од нив кои што тренирале, да речеме, активно спорт, во одреден момент во пубертет престануваат да се занимаваат со спорт и тоа е повторно оние очекувања, сомнежот во себе, дали е тоа женска дисциплина, дали ќе бидам доволно добра и така натаму. Го учам синот да ги почитува своите другарчиња, девојчиња и да се чувствува да е свесен дека треба да имаат еднакви можности за се. За се. Ние, мажите и жените не се исти, имаме, нели, и биолошка и невролошка различна структура и никогаш не велиме, аха, ние сме исти. Бараме само исти, односно еднакви можности, стартни позиции во животот за се. Да никој не се сомнува дали Кристина може да биде добра во спортот или во некои професии кои што се уште се во јазикот се дефинираат терминолошки како машки. За сомнеш ке мине. Но сепак апсолутно тоа е пораката која што ја праќаме и тоа е нешто на што треба да ги научиме нашите деца. Утре има марш, мислам дека е закажан во 13 часот пред универзална сала и тој пораката главна е дека 8 март не е ден само за символични гестови, за излитани фрази, дека не ни требаат ружи и рози, дека нели ни фали леп. Така што се потсетуваме за економската еднаквост, социјалниот статус, намалување на силеџиството, односно родово базираното насилство и ред други важни прашања. Ни требаат повеќе за сериозни промени. Благодарам многу за денешното гостување. Ви благодарам што сте секогаш отворени да зборуваме за овие теми. Благодарим уште еднаш.